А како нема да ужива, бе? 2500 евра плата имаат градоначалниците. Што има да се замара со пожари он? Нешто кажа ли власта ќе ги намалиме платите 78%? Нели беше плюка цело време СДС ги зголемил платите? Функционерски биле, зверски било, немало пари. Прават ребаланс, а му ребалансот никако платичките не си ги чачкаат нивни. Не, како сме... Знаеш колку закони треба да се сменат за платичките? Многу закони биле. Надоле. Да. А за нагоре едно треба Едно, само. да. Да дигнат раце Да. собрани и ајде. Може ли Мечка само да видиме што се случи у Пехчево за да добиеме контекст? за Ајде да целиот видиме, морал? ајде да почнеме веќе со теми и со емисија, да видиме Стојан Чангелов што вика од Пехчево. Пожарот кој што денес попладне изби на територијата на општина Пехчево во атарот на село Негрево представува исклучително силен и тежок за гаснење шумски пожар. Зафатена е квалитетна борова шума. Според изјавите на лицата кои што учествуваат во обидот за воспоставување контрола на овој пожар, летаат запалени шишарки по 20 до 30 метри и создаваат нови жаришта. Зад мене може да се види линијата на огнот, гори преку боровите. Веднаш до оваа линија има локални пожарникари со од Берово, но и пожарникари од Делчево, кои што се обидуваат да направат една линија, еден противпожарен појас, сечејќи ги боровите, за да не може огнот да се префрли од една на друга страна. Ќе биде тешка операција, бидејќи, како што веќе реков, шишарките летаат по 20 до 30 метри. Во овој момент можам да кажам дека Пехчево е безбедно, затоа што од страна на градоначалникот и локалните пожарникари, но и локалното население, до кое што упатувам голема благодарност, се направени такви противпожарни појаси барем во насока на градот, но и во насока на селото Негрево. Фокусот на локалните власти кои што се обидува да воспостават контрола врз овој пожар ќе биде ставен на одбрана на Пехчево и на селото Негрево. Рано наутро ќе се обидеме да действуваме со летала, но морам да напоменам дека во овој момент имаме 20 на активни пожари, од кои што најмалку 10 имаат големи димензии и загрозуваат населени места. Во текот на ноќта 5 населени места се обидуваме да ги одбраниме. Јас сум оптимист дека истите ќе бидат одбранети и нема да дозволиме огнот да навлезе во нив. Но состојбата е крајно сериозна. Ова е најголем број на пожари кои што се забележени на дневна основа. Повеќе од 50 сериозни, тешки пожари настанати во текот на денешниот ден. Некои од нив се провлекуваат и од претходните денови. Секој ден се појавуваат нови и нови пожари. Апелирам до граѓаните да бидат екстремно внимателни во нивното однесување. Апелирам до земјоделците и до сточарите никако да не палат страништа или пасишта. МВР засилено работи трагајќи по причинителите на пожари и веќе се е на добар пат да откријат неколку предизвикувачи на пожари. Со нова изјава ќе се јавам утре наутро, вечер останувам овде да видам како ќе се одвива ситуацијата, но будно одовде ја следам и состојбата на целата територија на државата. Попладнево изби и тежок пожар во близина на Гостивар, прв пожар во овој дел од државата со ваков обем и динамика. Останатите пожари горат во источниот дел на државата, а денес веќе и во јужниот дел на државата. Па му доаѓа, види, ја се Стојан Чангелов само не по терен, ама очигледно капацитет државата има нула да се справи со пожарите. Мене ми изгледа веќе како не метеопрогнозер, него као пожаропрогнозер. Под паролот на владата задолжен за пожари. За пожарите. Циркус. Колку е... Управо ќе да се деси саобраќајка. Да, колку е он виновен и... А кој е виновен? Па, он е 7 години не ли е директор? Така е, сега преска он Сега изјава... само биле. Преска изјавата што ја даваше од Дојран за Сител, ама државата не се погрижила да ги среди противпожарните системи во претходниот период. Претходната влада тоа не го направила, а он у претходната влада беше Цело време. Директор на Центар за управување со кризи. Цело време. И сега значи он сам себе се критикува, а со тоа ја критикува, мислам дека Многу глупо.
интелигенцијата на народот, мислам, се види. Ти си бил и тогаш и сега, да не се лажеме, ти си бил задолжен да го направиш и тогаш и сега, значи да направиш противпожарни системи, превентивни системи и така натаму. Он тука ги користеше и нашиот вординг го користеше, нашите тези за пилотите и за авионите и за финансирањето. Тоа што ние сме го збореле во емисија, значи му беше само го парафразираше тоа што сме кажали и го кажуваше сега за да се допадне на публика веројатно. И на новите газди. И на новите газди. Значи треба да бидеме прецизни, ние немаме зашто да бидеме политички коректни. Он има нови газди од иста позиција 7 години. И никој друг не е виновен освен него. Он требал да направи сондирање на сите параметри, требал да каже што фали, и ако немало тоа што му фали, требал да си даде оставка у време на СДС. Ова друго е све приказка за мали дечиња. Црна Рапина вика треба мобилизација на народот. Зошто да се мобилизира народот? Не бе. Народот си плаќа секоја година, си плаќа или секој ден си плаќа данок за да има функционална институција за да не му горат шумите и планините и селата. Не треба народот ем да плаќа данок, ем да изиграва пожарникар, си плаќа народот пожарникари, си плаќа луѓе за да го работат тоа. Што има народ се мобилизира? Освен нели луѓето кои што се непосредно засегнати од пожарот, нормално дека тие ќе бидат мобилизираните да го прават. Ја не гледам дека се мобилизираат луѓе не знам у Словенија, што бара некој од Љубљана, Марибор да не си пожара прават. Нема тоа. Чека, нели Мицко идеше лани вода да носи преклани? Која беше опозиција? Сега не отиде ни вода да однесе. Затоа што нема потреба се крие више, така? Нема потреба од лажни наративи, дека се за народот. Што седна у фотелите и нема проблем, брат. Сега нека изгори све. Само да му одговорам, Петар Илијаски вели Стојанчо немаше овластување да купува нови авиони и хеликоптери, ниту има сега. Значи ние не критикуваме за тоа дали он имало овластување или немал. Ако имало таква потреба. Што седел 7 години? Вага, со професорот Оливер Андонов тука во студиото направивме одлична анализа која е улогата на ЦУК. Улогата на ЦУК е издавање на сериозни предупредувања, правење на сериозни анализи од опасностите кои што се можни по безбедноста на граѓаните во разни области, меѓу кои се и пожарите. Значи Стојанчо Ангелов треба редовно треба да испраќа извештаи до владата за можните опасности кои што ни следуваат. Моментот кога ќе види дека у Македонија доаѓа црвена зона, жолта зона или има најава од УХМР дека ќе има огромно зголемување на температурите, тој треба да ја предупреди владата и да се воведат мерки за превенција на пожарите. Тоа е првиот момент, значи кај што треба да се превенира. Треба шумската полиција, треба како се каже ова претпријатие национални шуми. Значи сите тие треба да имаат екипи кои што ќе бидат по распоредени по шумите сега, и ќе последно овакво е сега се на терен само излезени само од функционериве Стојанче и Кире Михаилов заменикот на национални шуми. Директорот на национални шуми го нема нигде. Ама нели кажа немале бензин, немало да гасат. Абе не. Нели дадо изјава шумите? Да, ама немаме механизација, не гасиме. Точно е тоа го кажа директорот, срамотилоци Кире излезе. И уште ли е директор? Кире е А заменик. кој е директор бе? Од Влем да не е? Не бе, од ВМРО. Од Радови што е. А како сега Кире Михаилов излезе, ние го познаваме Кире и од претходно го познаваме и приватно сме го знаеме. Кире излезе таму, мобилизира луѓе, мотивира луѓе, ги собира луѓето и ги носи на терен. прави што може, Прави што може да направи со ресурси или без ресурси. И никој не замерува за тоа. Никој не замерува Никој не за тоа. замерува Ја за- не му замерувам ни на Стојанчо Ангелов за работата. Ја верувам дека он се труди максимално. Но каде потфрли Стојанчо Ангелов? Потфрли во превентивата, во делот со превентивата. Потфрли, значи во тие извештаи кои што треба да ги прави ЦУК, он треба да каже каква опрема и недостасува на државата за да се справиме со ваква ситуација. Значи на прва владина седница требало да биде гостин Стојанчо Ангелов и да им презентира извештај дека е можно да почне. Како кога биле зафатени биле да менјат име, биле зафатени имиња да менјат на институции. У Северна да ги претворат имињата. Да се организираат 150 души да идат у Вашингтон, да се шетаат фамилиарно. Не ги интересираше пожари. Значи дека Александар Иванов замоли да го прочитаме коментарот, него вели во општина Чешиново Блешево градоначалникот од ДПМН има 0 проекти. 0 проекти за 3 години. Ако бе пак гласете. Чекај, ама тој градоначалникот
Кој беше Чучиново, не беше оној покоцкаше у кафана што те беше? Не бе нов е. А тој бе? Не знам бе. Не знам дека се тепал се, стварно не знам. Тој бе брат што го се бркаа таму што се тепа за вработене во општината, нешто он со не изебил, па претходно бил некој друг тоа. Тој беше? Тој е бившиот, значи. А тој бившиот. О, бившиот е тој, да. Поздрав ако не гледа. Поздрав. Добар лик. Добар е. Добар. Не, се смее Да. на маза. Да. Али тоа кажува многу, пошто се памти. Ама имаш и направено за општина. Па не знам. Не само за вработените. У општината. Јо не е по пари. Не. Индепендент вика типот нема капацитет. Види, Стојанчо Моментов координира 7 или 8 клучни институции у држава. Дали има капацитет или нема капацитет? Дотолку полошо за тие институции. Pardon my French. Ама не е сега. Ја не знам што да дотолку кажам. полошо. Ја не знам што да кажам. Што да Што да кажеш? кажеш? Значи ние сме држава. Абе, треба ли у да која изгори сме- цела Македонија па Да. да им текне да гасат, бе? Ние сме Бе, држава. Што да кажеме, бе, Ние сме човече? држава у која Абе, не сме држава, грешка се. секоја Ние година сме не изненадуваат обид за држава. пожарите у лето И и снегот снегот у зима. зиму. Значи таква држава сме ние. Абе Милош, сега значи не ми. Абе, да се... Ама немој да релативизираш. Не, ама не знам, еве, Ама што да чеки сега кажам. ти кажам. Ајде. Еве гори на пример планината Серта, Добро, гори месец дена. добро. И ки го И изгаселе че? од утре. Гори И месец се дена. вале Тоа од е осум еден ки- од 15 активни пожари у тој момент. Добро. И сите сили беа сконцентрирани на планината Серта. Добро. Авиони, хеликоптери, европска помош, пожарникари, полицајци, војска, курци, палци, локално население, све беше Да. сконцентрирано на планината Серта. И излага и вика готово, пожарот е ставен под контрола, готово, завршивме и ја изгасивме планината Серта, нема никаков проблем. Он завршува со изјавата, нас ни пуштаат слика Серта па гори. Па гори. Завршува со изјавата и ми пушта слика човек. Значи лажат. Ова се чек. значи Ова, лажат, чекај, он ова лаже. се случува у саботата, он кога ја дава изјавата, ја у неделата возам мотор. Гори. Не, ја возев баш возев низ криволок. Имаше коли, све, тој чумур таму све изгорено. И гледам чат од негде, ама сега чат, рачунам се ова, нели, што уште чатат овие. На бензинска застанав, дете едно ми дојде да го поздравам, инаку се видовме на бензинска наш гледач. Вика, еве, да видиш како гори Серта. Ова ми вика слика на синоќа. Што значи дека Абе, лажат, значи лажат. ако оние дали изјавата у саботата вечерта, дека изгаснат пожарот, а детето ми вика, бе види, еве ти ова вчера да видиш како е. Значи дека лажат. Гори. Абе, лажат. И сега за кој капацитет избори Абе, вели? лажат. Вика под контрола, извини. Под контрола биле, не знам, пожарите во не знам кај ми рече. Каде рекоа? Кој е под контрола? Имаше слики веднаш дека не е под контрола. Абе, лажат цело Вчера време. за Прилеп ова е под контрола, бе како под контрола нека до Трескавец стигна. Они имаат измеѓу 15 и 25 активни и 50 активни пожари у секој момент. 50, да. Што е под контрола? А врнеше. Европска унија дојде тука со помош. Престана да дува, се намали температурата, све што викаат дека е фактор за пожарите, све беше минимизирано. Значи врнеше И дошли се има само- поише пожари. И се има пак поише пожари. Чекај бе. И знаеш така што ќе биде? Саш се клај, еве ти едно предвидување. Ќе викаат дека СДСМ и ДУИ ги палат пожарите намерно за владата да има лош рейтинг. Еве на крај ќе виш неспособни што ќе кажат. Ќе кажат политички е ова. Пошто не ги интересира ни народ, ни пожар, ни туѓа несреќа, ни ништо. Само ги интересира дневници, плати и фотели. Да. Значи да не се лажеме. И не северна, свети северна Македонија ќе крстат, само да седат тие фотели. АМС Експрес има донација, вели се уклучив да дадам кафе само и легнувам, Филип брато да смениш термин на сабота е лош А му термин. пишав кога? А овие гордиве Не. северно македонци вазелин да си купат поздрав. Поздрав АМС Експрес, фала ти на донација. И ја му пишав Ево поздрав. кафето што го дае, одма. Опа. И ја би му порачал следново. И ако не ја гледа у сабота, може да ја гледа у недела, у понеделник, Да, кога можеш кога сака. сакаш, да. Емисиите се достапни цело Така е. време. И не е лошо да ги прегледаат летово кога ќе бидеме одсутни, напред назад да видат дека некои работи таму се кажани на време. Ама немало кој да чуе. Значи,
Тоа е првна работа. Втора работа, приказки сега тоа, не знам кој палел, како палел. Значи, дури и да е така, палеле, не знам кој прел. Фати ги, треба ги Ти си уопштиш. толку многу неспособен што ти ја пала цела држава и ти немаш да ги фатиш. Да. Тоа е пораз за тебе. Видели у Хрватска псењето, тој што палеше. Као го извади од автобус. Од автобус. Од автобус Со да го автомат. искрши. Видов, да. И на вести, главна вест беше. И одма си признал човек. Ама Ама сега држава. како да ти кажам? Да немој да се расправаме сега. Овој палел, тој палел. Они палат, ама вие не гасите. Значи сте неспособни, дури да ги фатите. Имате агенции за разузнавања, пристушкувања, за следења, за дрнјариња. Секоја година, значи истото беше и кога беше Нема, извини, СДС на власт, извини, ова е- беше оваа ВМРО година- пали. Да, ама оваа година ескалираат пожарите. Види, Сериозна ама ескалација има. оваа година имаме таква температура у Македонија, че ти надвор искачеш, одиш по улица, значи која е топло денски, не можеш да земеш воздух. Ја не памтам волку, сега стварно да било топло у Скопје. Ја барем искрено не памтам. Оно било топло, ама да не можеш да искочиш надвор и не можеш да земеш воздух, не било. Значи, ние цело време на што доаѓаме? На некапацитетноста на нашите политичари да се справат со реалните проблеми на граѓаните. И со што ја замајуваат јавноста? Ќе ја замајуваат со затворите. Ќе ја замајуваат јавноста со името. Северна било, Македонија било, нив горчина у душата им било, Ама многу ги биле за- болело, многу се за- ама спроведуваат Те се за Северна. Македонија. Да. Значи, Ама у себе он се мандатот тек, ќе го вратил, ама не го враќал мандатот, сега ќе кажал Северна морал да го почита уставот, што останувало онако не почитува. Па бугарите како ќе влегле со одложено дејство, со ова, со она, Ама ќе кинеле- ама немале да влезат, ќе влегле следната година, мало сутре. Значи, со тоа ја занимаваат, со глупости ја занимаваат јавноста. Додека реалните проблеми на граѓаните се овие. Значи, ти знаеш и што Еве, значи... гледај, еве ти потврда на ова што го зборите. Додека пожарот ја зафати цела општина Карбенци, потоа што селата Горно Трогерци и Долни Трогерци и Горни Балван, градоначалникот Виктор Паунов ужива нахалки дики. Па дајте слика, нека пратат слика. Дајте слика да го од објавиме. градоначалникот Пратете нахалки слика дики. да го објавиме колку. Ајде да видиме. Пратете Укупачи, на, дај да го видиме. на Viber, анонимно ќе биде, без гајле. Пратете. Значи, Па како нема да ужива бе? 2500 евра плата имаат градоначалниците. Што има да се замара со пожари он? Нешто кажа ли власта ќе ги намалиме платите 78%? Нели беше плюка цело време СДС ги зголемил платите. Функционерски биле, зверски било, немало пари. Прават ребаланс, а му ребалансот никако платичките не си ги чачкаат нивни. не, како сме... Знаеш колку закони треба да се сменат за платичките? Многу закони биле. Надоле. Да. А за нагоре едно треба Едно, само. да. Да дигнат раци Да. собрани и ајде.